Добар ден и добре дојдовте во уште една рубрика прашања и одговори. Се разбира, каналите и понатаму остануваат истите. Ask Јосиф може да го користите хаштагот доколку сака да ми поставите прашање или па да ме најдете на социјалните мрежи, Facebook како Коуч Јосиф или Instagram како Ask Јосиф. Се корисничките имења, но доволно е Јосиф Дамјанов да напишете за да ме најдете и да искомуницирам и можеби да ми поставите одредено прашање кое што ќе се потрудам да му најдам соодветен одговор и да донесеме некаква вредност. За денеска имам 5 одговори спремено, а првото прашање и одговор кој што ќе го добие доаѓа од Николос К, кој што прашува, кој што вели многу често среќавам дека не треба да се комбинираат јаглехидрати и протеини за ручек. Што мислиш ти за тоа и зошто не би требало да се комбинираат? Николоска, ја мислам дека тоа е глупост, затоа што никаде ти во природата немаш некомбиниран нутриенти и продукти. Во принцип, секој продукт кој што ќе го земеш од природата е комплекс од различни хранливи вредности. Така и да речеме, еве, многу често тоа се среќава во диети пред се, кај што ти викаат не јади, ако јадеш ориз не јади со месо, ако јадеш тестенини не го мешај со риба и така натаму, но ти ако погледнеш нутритивно и во самиот ориз имаш протеин, ако погледнеш и во тестенините, односно во пастата имаш протеин, имаш и во компирот протеин, само што можеби се помали проценти за разлика од јаглехидратите. Така да, немешањето на продуктите не може да се случи, бидејќи природата не ги создава на таков начин. И на крај на денот не се работи за тоа дали само ти ќе направиш стратегија за побрзо да останеш, туку дали тоа тебе ти причинува и задоволство. Затоа што ако седнеш и да јадеш само ориз и салата, па и не е некое големо задоволство и на крај на денот нема да издржиш не знам колку долго, а тоа е и ја прави и клучната разлика. Ако не одржиш континуитет во спроведување на одредени навики, нема да видиш ниту континуитет во резултатите. Затоа не се оптеретувај со тоа дали треба да мешаш, како треба да ги делиш, дали да редуцираш, дали да кратиш, туку напротив, оптеретувај се со тоа дали доволно ја збогатуваш ти твојата исхрана и опушти се и не се плаши, затоа што стравот никогаш нема да ти донесе позитивни резултати. Следното прашање доаѓа од Станковик и прашува како да се ослободам од мастите на грбот. Само со исхрана или треба да вклучам и вежбање? Па, Станковик, имаш овде неколку комбинации. Едната комбинација, доколку сакаш да се ослободуваш не само на грбот, туку за било кој масти и сало е таа стратегија, или само со исхрана, без на почеток можеби да вежбаш, затоа што 80% од тоа како изгледаш, како се чувствуваш, колку имаш енергија, како ќе ти биде здравието во иднина, зависи од исхраната. 20% е вежбањето. Затоа едната стратегија е да внимаваш на исхрана, па можеби подоцна ќе ти дојде кураж за да почнеш и со вежбање. Другата стратегија е да смениш исхрана и да внимаваш и да напоредно со тоа да си физички активно, односно да вежбаш. Третата стратегија која што е најнеуспешна е да само вежбаш и при тоа да мислиш дека со кратење на калории на храна ќе придонесеш за побрзо да ги снема. Напротив, кога ти го ставаш телото во оптеретување повеќе и си физички активна, а при тоа не внимаваш на исхрана, тоа вклучува така наречени одбранбени механизми во телото, кои што напротив, дури дополнително се стремат да чуваат масти за така наречени не дај Боже денови, бидејќи телото се плаши дека ќе остане без доволно гориво за да ги држи во функција виталните органи. Така да 80% ти исхрана, 20% ти е вежбање, она што филозофија која што јас ја имам прифатено и ми дава резултати е добар поедок у првиот пола саат до саат од будење и оброци на 3 до 4 часа. Затоа гледај доколку тоа го запазуваш и без вежбање ќе видиш резултати и можеби вежбањето ќе дојде како последица на мотивација на тоа што гледаш некаков прогрес кај тебе. Следното прашање доаѓа од Блажева Дајана и прашува дали црното шоколадо е добро за ужинка. Супер е, Дајана, затоа што има добар вкус и не е прв пат да некој можеби ме прашал, но не знам дали сум дал одговор овде во оваа рубрика. Црното шоколадо, големата замка е тоа што е подобро можеби од она стандардното, но немој да мислиш дека нема да внесеш
голема количина на шекер. Затоа пред да го одбереш црното чоколадо, видиш што се случува позади на етикетата, доколку на 100 грама продукт имаш повеќе од 20 грама на шекер, а голема е веројатноста дека ќе имаш, тогаш дали е црно или не знам какво и нема да ти направи голема разлика. И пак речам, не значи тоа дека е окей, значи ова не чини, не, но немој да се лажеш. Биди свесна дека и јадењето на црно чоколадо нема да донесе одреден бенефит. Не знам зошто ми го постави ова како ужинка. Можеби ако те фаќаат се уште кризи за благо и со тоа мислиш дека заменувајќи со црно чоколадо ќе направиш помал грев, да, ама нема да ти донесе подобар резултат. На прво место треба да се запрашаш зошто се уште ти се јавуваат кризите за благо. Кога имаш добра и квалитетна исхрана, тие не смеат да се јавуваат и тоа е практично и првата последица од добро урамнотежена исхрана и задоволено тело. Така да прво таму постави го прашањето, а црното чоколадо е подобро да од стандардното, но повторно ќе внесеш најверојатно повеќе шекер од тоа што треба. Следното прашање доаѓа од Аксел Нуредин и прашува зошто сушените овошја имаат повеќе калории од свежото овошје. Аксел, затоа што процесот на сушење подразбира дека водата излегува од самите овошја и тоа значи дека 100 грама од свежо грозје, да речеме, кое што подоцна би било исушено, можеби тие 100 грама ќе станат 20 грама. И затоа ти кога ќе земеш 100 грама сушено овошје, тоа значи дека можеби биле 500 грама од стандардно свежо овошје, односно од стандардно свежо грозје. И затоа има повеќе калории. Например, еве во отприлика 100 грама грозје, конкретно свежо, имаш 100 калории, но во истите 100 грама на сушено грозје имаш па над 400 калории, ако не се лажам. И тука е таа разлика, но повторно, да, се внесуваат многу повеќе калории и треба да бидеш внимателен со количините, нека биде пола рака на сушено овошје како ужинка, можеби во комбинација со одредени јатки, но повторно сушените овошја, ако имаат повеќе калории, носат им голема нутритивна вредност, затоа што во многу помали грамажи можеш да најдеш спакувани растителни влакна, многу витамини, минерали, затоа не ги отфрлај како е и сега многу се калорични, имаат повеќе шекер, само намали ја можеби количината. Не јади 100 грама на сушено овошје, туку јади 30 до 50 грама на сушено овошје со 30 до 50 грама јатки, да речеме, како опција за ужина и на тој начин ќе запазиш да не отидеш премногу со вишокот на шекер. Така да таа е филозофијата зошто имаат повеќе калории сушените овошја за разлика од стандардните. И последното прашање за денес доаѓа од Кико и прашува дали за време на постењето треба да се смени или паузира вежбањето. Кико, не, воопшто не треба ниту да се паузира, ниту да се смени, затоа што постењето не подразбира дека сега ти исхраната ќе ја хаварисаш. Напротив, постењето е убав процес, само што, пак речам, треба да припазуваш на тоа да, можеби сега ако си исфрлил голем дел од животинските продукти, да ги најдеш замените со растителните продукти. Тоа значи дека, ако еве зборуваме за, бидејќи најмногу се страда со протеинот за време на пост, тоа значи дека ќе треба да инкорпорираш повеќе продукти од растително потекло кои што имаат протеини, а такви ги имаш многу. Вклучи се во можеби одредени вегански групи кои што се определиле да постат цел живот и најдобро таму ќе најдеш можеби совети и идеи. Од друга страна се повеќе имаме суплементација, протеински прашоци кои што се вегански, кои што немаат ништо во нив животинско, тие можеби ќе ти помогнат за да го збогатуваш твојот ден со протеини. Затоа вежбањето воопшто не го менувај, продолжи си и понатаму исто, но збогати ја сега храната со она што можеби ти фали од животинското потекло. Ако постот на крај на денот ќе заврши и повторно ќе се вратиш назад и се ќе биде нормално. Така да ако ти требаат можеби некои дополнителни насоки, слободно обрати ми се назад во приватна порака и со твоето прашање практично завршуваме за денеска. Ви благодарам што остваривме супер интеракција и донесовме некаква вредност и ве охрабрувам и понатаму да ги користите каналите на кои што може да комуницираме и да ми поставувате прашања. За крај останува само да ви посакам убав ден, здрави животни навики и да се видиме веќе следната среда. Чао, чао!